civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господине Ордановски, како ја оценувате состојбата со меѓуетничките односи во Република Северна Македонија? Кои фактори влијаат позитивно, а кои негативно на меѓуетничките односи? Дали во нашата земја се негуваат стереотипите и предрасудите на етничка основа и кој е одговорен за нив? Како да ги надминеме? Во последните неколку години факт е дека меѓуетничките односи не се меѓу првите политички теми за кои се расправа во општеството и на политичката сцена. Тоа го потврдуваат и истражувањата на јавното мнение, каде што неколку други теми предстои здравствената состојба со пандемијата, со вирусната епидемија во државата, потоа социјалната, општествената, економската состојба се секако оние кои што доминираат со агендата. Некако меѓуетничките односи се потиснаа подолу на темите за расправа. Тоа е резултат, меѓу другото, и на релативната, како да кажем, опуштеност во тие односи, особено по доаѓањето на сегашната власт во позиција да ги диктира темите за кои што се расправа во општеството. Како што знаеме, долги години, па и децении, меѓуетничките односи беа главниот извор на добивање гласови на изборите во Македонија, што представуваше силен поттик за партиите, особено оние со националистички агенди, да пред секои избори, а такви имаме ние речиси секоја година, што редовни, што воредни, ги потекнуваат меѓуетничките односи, бидејќи им носеа во нивните етнички кампови одреден број на гласови. Сега, со ставањето на една друга тема на агендата, како што е едно општество за сите, без разлика дури и колку успешно таа се развива, а тоа е еден од ризиците, односите меѓуетнички повторно се вратат на сцената, но со правењето и на предизборните меѓуетнички коалиции, каде што ние првпат во историјата на Македонија добивме меѓуетничка коалиција која е формирана со јасна програма пред изборите, некако се испумпаа оние теми кои што беа помалку и, како да кажам, вештачки наметнувани, се разбира, вон неопходноста за тие односи да се разговара кога има реални проблеми. Така што во овој момент ситуацијата во Македонија е прилично опуштена во таа смисла, но меѓуетничките односи се секогаш биле, а и ќе останат во врвот на интересот на политичката и општествената заедница, бидејќи нивното разнишување, да кажем, на тие односи, манипулацијата со тие теми и така натаму, секогаш е многу лесно, може релативно брзо да се создадат одредени политички тензии, бидејќи во Македонија се уште екзистираат одредени културни, политички стереотипи, одредени политики од кои што важни актери, па и поединечни политички кариери црпат теми за своето авансирање на политичката сцена. И во таа смисла тие ризици се присутни и треба да се внимава на нив, особено кога доаѓаме во ситуации кога повторно некои идентитетски проблеми, овој пат врзани за македонскиот етникум, се вадат на високите приоритетни точки на агендата за македонските евроинтеграции, што секогаш произведува простор за оние кои што сакаат да ги злоупотребат тие теми, тоа на ефикасен начин да го направат. Како вие лично може да придонесете кон надминување на национализмот и етничката омраза во нашето општество? Што ќе им препорачате на различните засегнати страни во општеството и креаторите на политики и практики во оваа сфера, како што се медиумите, граѓанското општество, институциите, политичките партии, академијата, како и другите чинители? Сите оние кои што настапуваат во јавната сфера со своји ставови имаат шанса да ја обликуваат, како што се политичарите, новинарите, аналитичарите, интелектуалци воопшто земено, кои што со своите текстови, со своите коментари, со своите настапи во дебатни емисии или дури низ своите активности на јавните социјални мрежи, имаат силно влијание врз креирањето и формирањето на таа агенда. Нивната одговорност е дотолку поголема што тие не можат да бидат анонимни, како што на социјалните мрежи често пати таа анонимност доведува до можност за радикализација, говор на омраза и така натаму, бидејќи луѓето што се чувствуваат комотно да кажуваат разни глупости кога не можете да ги поистоветите со нивните вистински идентитети.
демократи. Јавните интелектуалци, оние кои што се вклучени во која било сфера од животот која влие врз политичката агенда, ја немаат таа можност, бидејќи одговараат за оно што го прават и советот се разбира секогаш да се биде свесен дека зборот може да направи и многу корист и многу штета, во зависност од тоа како се употребува таа јавна позиција и дека конечно нема забранети теми, но има забранет начин на кој се дискутираат темите, а тоа пред се однесува на неаргументирани работи, на ширење на лаги, на ширење на заговори и така натаму, и се до на ниво на кога и експлицитно се работи за ширење на говор на омраза. Мислам дека Македонија во таа смисла се наоѓа во една рамка, во еден да кажам однос на силите кој што е многу повлијани од светските текови. Ние знаеме дека во светот политиката воопшто се радикализираше и со губењето на силата на либералната демократија тие теми се вратија на еден многу манипулативен, мобилизаторски начин во политичките агенди на разни фактори во светот, но ми се чини дека со губењето на изборите на господинот Трамп во Соединетите Американски држави ќе се врати оној, па и со разни исходи во европски контекст, ќе се врати на сцена оној баланс на една либерална, поумерена политика која што има чувство за тоа како, зошто, кога и кој шири конфликти, особено на меѓуетнички теми. Колку и на кој начин национализмот и етничката омраза се штетни за општеството и за нашите еу инспирации? На кој начин тие појави се спротивни на европските вредности? Не е никакво, не е воопшто спорно, нити е некаков проблем да се констатира лесно дека радикалните агенди, сите, а особено овие кои што се врзани за идентитетските проблеми, како што се темите во сферата на етничките односи, идентитетските проблеми во смисла на своите културни припадности и така натаму, доколку се третираат на еден екстремен начин, произведуваат се разбира атмосфера која што исклучива, која што се потпира врз непријателства, врз омраза и така натаму. Во таа смисла играњето со национализмот е многу опасно играње, не само затоа што ние во последните 30-40 години во овој дел на светот на Балканов видовме дека тоа може да има и крвави последици, да се водат војни на тие теми, туку и затоа што светот па и регионот веќе одамна сака да се помести во една друга сфера на напредување на таквите односи, на интегрирање во еден европски контекст кој што подразбира надпревар на други теми, кој што подразбира иновативност, соработка, кој што подразбира како да кажем, споделување на одредени реалности без потреба да се прават конфронтации и да се создаваат непријателства. Тоа е во центарот на политиките на Европската Унија кога се работи за оној политички дел, кога е во прашање Балканот, и ние гледаме дека инсистирањето на Брисел и на важни големи центри на моќ во Европа, па и на американците, на една соработка меѓу етникумите, соработка меѓу нациите и прекугранична, е во суштина централната точка на политичката клима која што треба да не доведе во понапредна фаза на евроинтеграциите. Мислам дека тоа сите за тоа се свесни во Македонија, па дури и оние кои што се представници на националистички идеи, партии и така натаму, доколку не се работи за некакви крајни десничарски формации, и дека повеќе или помалку ретко ни се случува веќе да имаме експлицитни злоупотреби на таа тема од која било страна, бидејќи мислам дека и воопшто нивото на свеста во заедницата е многу подигнато, дека тешко можат такви манипулации веќе да поминат со политички профит, а од друга страна и самите политичари, па и нивото на една коректност во комуникацијата на политичката сцена е далеку поиздигнато отколку што тоа било пред 2-3 децении, кога тие теми представуваа извор на конфронтации, на политички профити и така натаму.